Благодарам, председателе. Почитуван министер, почитувани колеги пратеници. На ова 32 седница во точките од дневниот ред се и измените на Законот за води, еден многу важен закон според мене, ако се земе во предвид каква ни е состојбата со водите и водните ресурси во Република Македонија. Од она што го гледам во самиот предлог на закон, се гледа дека главната цел на измените на законот не е да се донесат предлог на законски решенија за да се заштитат водите или да се изнајдат решение за нивната состојба, туку се однесува само на околу делот за усогласување со новиот закон за прекршоци и со новиот закон за инспекциски надзор. Со законот за изменување и дополнување на законот за водите се предлагаат измени и дополнувања во членовите 243, 244, 245, 246, 247а и 248 во насока на утврдување на нови износи на глоби за прекршоците сторени од страна на физичките и правните лица согласно лимитите предвидени во новиот закон за прекршоци. Измените и дополнувањата се направени во делот на инспекциските одредби со цел нивно усогласување со новиот закон за инспекциски надзор, при што, како што кажа и колегата Лашковска, со членот 6 се брише делот од членот каде што при вршење на инспекцискиот надзор државниот инспектор за животна средина, односно водостопанскиот инспектор утврди дека е сторена неправилност, инспекторот е должен за отстранување на утврдената неправилност во рок од 8 дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршење на инспекцискиот надзор. Исто така се брише формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата кој ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на животната средина. Понатака се брише дека државниот инспектор ја организира и спроведува едукацијата. Се брише и делот доколку државниот инспектор за животна средина, односно водостопанскиот инспектор, кој го извршил инспекцискиот надзор, при спроведување на контролниот надзор, утврди дека не се отстранети утврдените неправилности, поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред прекршочната комисија. Се брише со членот 7 се брише и членот кој се однесува на постапување по пријава од физички и правни лица, каде беше предвидено дека надлежните инспектори се должни во рок од 7 дена да постапат по иницијатива или пријава за поведување на инспекциска постапка. Исто така се брише и делот каде што беше предвидено надлежните инспектори дека се должни да го известат подносителот на иницијативата или пријавата за поведување на инспекциска постапка во рок од 7 дена од денот на спроведување на инспекцискиот надзор. Сметам дека ова што се брише можноста физичките и правните лица да поднесуваат, да можат да пријавуваат и да бидат известени за нивната пријава, за одредени неправилности што ќе ги забележат, ќе допринесе прво за помала информираност на инспекторите за тоа што се случува на терен, а со тоа и кон зголемување на прекршоците и неводење сметка за заштита на водите и водните ресурси во Република Македонија. Ова што го спомнав погоре е најсуштинско во измени на законот, но никаде во измените нема предвидено подобрување на мерките за заштита на водните ресурси во Република Македонија, како што се природните и вештачките езера, а исто така и на изворите за пиење на вода. А во изминатиот период бевме сведоци дека нивното немилосрдно управување и празнење, имавме и празнење на акумулациите. Очигледно е дека заштитата на водите и водните ресурси не е приоритет на оваа влада, туку приоритет е да им се обезбедат пасоши на сите балкански криминалци. Поради недомаќинското и
неспособното работење на оваа влада, како и несоодветното управување со водните ресурси, речиси нема акумулација на која опстанокот не и беше доведен во знак прашање. Водостојот на речиси сите вештачки акумулации, од кои се произведува струја, беше низок и речиси нема акумулација која не беше испразнета и при тоа изгледот на голем дел од нив речиси непрепознатлив. Поради нестручното раководење со електроенергетскиот систем на Македонија доаѓа до огромно празнење на акумулациите пред зимскиот период, со што неплански се трошат резерви од вода во акумулациите со цел производство на електрична енергија, не водејќи сметка за состојбите на акумулациите. Испразнетите акумулации можат да доведат и до недостаток на вода за пиење за граѓаните, за населението и за наводнување на земјоделските површини, а исто така и до уништување на растителниот и животинскиот свет во овие езера. Хидроакумулациите беа, а некои се уште се, испразнети и за повеќе од 2/3 од своите капацитети. Така, Тиквешкото езеро беше намалено за 70%, езерото Калиманци за 75%, Прилепското за 85%, Стрежевското намалено за 72,5%, а додека состојбата на Мавровското и на Дебарското езеро е очајна и на рап на исчезнување на овие две езера, а посебно на Дебарското езеро. И нивото на некогаш најголемото вештачко езеро во Македонија, езерото Козјак, кое е долго 32 километри, со длабочина и до 130 метри, драматично се намали. Исто така и Преспанското езеро се движи кон сигурна еколошка катастрофа. А со тоа директно е загрозено и Охридското езеро. Бидејќи тие две езера се поврзани, Преспанското езеро го полни Охридското езеро, а од Охридското езеро преку реката Црн Дрим водата се испушта на крај со крајна цел за производство на електрична енергија. Езерските води се видливо повлечени, бреговите исушени, затоа и ние како пратеничка група, кога се носеше буџетот, предложивме амандман со кој се бараше да се обезбедат 150 милиони денари за средства од буџетот за подобрување на оваа состојба, но за жал од владеачкото мнозинство беше одбиен, а последиците од неводењето грижа за езерата ги гледаме сега. Загадувањето на екосферата, исцрпувањето на ресурсите, како и се повидливото нарушување на екосистемот и неговиот баланс го отвараат прашањето за еколошка безбедност и осврнување кон проблемите на одржливиот развој на Република Македонија. За жал, власта не презема посериозни, тоест никакви мерки за спречување на оваа еколошка катастрофа. Исто така, во овие предлог измени на Законот за води, нема предлог мерки за заштита на изворите за вода, од кои се снабдуваат граѓаните со вода за пиење. За жал, во 21. век, Стружани се соочуваат со недостиг на вода за пиење, од недомаќинско работење, незаштитување на изворот за вода во Шум, а исто така и на изворите со вода во Горна Белица, од каде водата се носи во струга, а попатно се користи за производство на електрична енергија, а Стружани треба да чекаат некој да произведе електрична енергија, па после тоа да добијат вода за пиење и лична хигиена. Недозволиво е, покрај толку водни ресурси со кои располага Струга, да нема вода за пиење, затоа што некој треба прво да оствари профит, па после граѓаните да добијат вода. Затоа ни се потребни посуштински измени на овој закон, а не вака како што е предложено. Благодарам.